Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Токму кога мислевме дека Конгресот се договори и обичните вработени американци ќе имаат малку повеќе пари во џебот наместо да ги даваат за даноци, републиканците велат не важи, треба да се гласа денеска. Веднаш ќе ви кажеме зашто. Републиканците во Представничкиот дом за денеска планираат гласање по планот на Сенатот за продолжување на даночното скратување на платите за уште 2 месеци. Гласањето се очекува да ја отфрли опцијата за краткорочно продолжување, оставајќи отворена можноста вработените да носат помалку пари дома од 1 јануари. Председателот на Представничкиот дом, Џон Бејнер, изјави дека двата дома ќе работат на пеглање на разликите, но сенатските лидери соопштија дека немаат планови да преговараат за нов договор пред истекот на оваа година. Сенатот во саботата со мнозинство гласови усвои двомесечно продолжување на даночните олеснувања на платите за 160 милиони американци, а председателот Обама го поздрави договорот и покрај фактот што барал подолго продолжување. Демократскиот лидер Ненси Пелоси изјави дека последниот потек е израз на радикализмот на републиканската фракција Tea Party, што го држи во залог Конгресот, американскиот народ и економскиот развој. Сликите што цел свет ги виде од Египет, каде египетски сили на обезбедувањето во судир со протестанти на плоштадот Тахрир во Каиро, како влечат, удираат и разголуваат жена демонстрант, предизвикаа жестока реакција во САД. Американската државна секретарка Хилари Клинтон настаните ги нарече шокантни, особено третманот на жените. А во САД однесувањето кон жените сосема спротивно. Всушност, председателот Обама објави акционен план за промоција на улогата на жените во одржување на мирот и резолуција на конфликти. Сето тоа во нова извршна наредба доставена до разни гранки на владата. Американската армија официјално ја прекинува мисијата во Ирак и ќе ги повлече своите сили до крајот на декември. Гласот на Америка ви ја донесува другата страна. Како ирачаните од Багдад се чувствуваат во врска со нивната иднина. Погледнете што велат. Контролни пунктови на ирачката армија и полиција има на секој ќоша во Багдад. Но и покрај обезбедувањето, насилството продолжува. Мохамед Абад Хусейн, кој се опоравува од експлозија на бомба, е загрижен. Никогаш нема да заврши. Луѓето и натаму ќе страдаат. Се додека има политичка криза, ова нема да заврши. Напредокот овде е бавен. Многу ирачани се плашат дека нивната држава ќе пропадне ако е под контрола само на политичари и религиозни паравојски. Ова е ирачкиот автор Рифат Мархун. Ирачаните ќе влезат во мрачен период ако луѓето се фокусираат на личните интереси, а не на интересите на државата. Десетици илјади ирачани загинаа за време на 8-те години војна што уследи по инвазијата на САД во 2003. 11-годишната Гофран Јасир вели секогаш се плаши. Се плашам дека бомба ќе експлодира и сите ќе умреме, или ќе бидеме киднапирани, или ќе не убијат. Муртада Хомади, чувар на локална компанија за обезбедување, вели дека американците донеле слобода, но и нестабилност. Стрекни сме што Садам Хусейн падна, но многу лоши работи се случија од тогаш. Убиства од секташки паравојски ја донесоа земјата на работна граѓанска војна во 2006. Сега се чини дека ирачката армија и полиција ја имаат контролата. Но многу од нивните објекти се покриени со шиитски религиозни транспаренти. Активистката за човекови права Сандус Абас е загрижена за иднината на Ирак. Како и сите ирачани, загрижена сум. Откако американците ќе заминат, нема никој кој ќе може да каже дека ќе биде во ред. Таа вели не им верува на политичарите во Ирак дека ќе изградат демократија. Денеска поголем дел од храната дома доаѓа од продавница. Сепак, мощно популарни се така наречените фармерски пазари и се повеќе луѓе одгледуваат градинарски производи во нивните дворови. Но има уште еден тренд за кој ќе зборуваме о продолжение. Потрага по диви билки кои се јадат. Гласот на Америка ве носи на една локација каде токму тоа се учи на околу 85 километри југозападно од Вашингтон. Тим Меквелч не препорачува берење плевел од вашата градина за јадење додека не стекнете некакво знаење.
Меквелч бил студент на вештини за опстанок во природа како тинејџер и многу време минал патувајќи со ранец на грбот. Има многу лоши билки што се на мојот радар. Тој ја основал организацијата Earth Connection во 1997 за да го сподели тоа што го научил. Меквелч има по 20 студенти на часовите. Двајца на овој ден се Тами и Боб Хайлин. I'd like to be able to know that if there were an emergency and I couldn't get food in the store, that I'd be able Сакам да знам што да правам ако има ситуација да не можам да купам храна од продавница, но сакаме да научиме нешто ново. Recently I start cooking. Неодамна почнав да готвам диви растенија како глуварчиња и навистина се вкусни. Тогаш решив дека сакам да научам повеќе. На имот од 4 хектари, Меквелч ги учи кои растенија се јадат, како диви моркови, например. Тој вели дека клучот е во влакненцата на стеблото, а ако нема и мириса лошо, отровно е, може да се умре од овој лажен магдонос. Есен е добро време за потрага по билки за јадење. Мислев, ако најдам се што ми треба во шува, не ќе морам да го носам со мене. Но дури и нешто што личи на безопасно треба да се биде внимателен, вели тој. Студентите овде открија шипинки за прв пат многу вкусни и богати со витамин С. Токму затоа доаѓаат некои од неговите ученици да откријат нови вкусови, зашто голем дел од растенијата што се јадат ги има на широко, но се под радарот на американската исхрана. Сите сакаат да бидат уникатни во давањето подароци за празниците, а не секому тоа му поаѓа од рака. Гледајте на утре, ќе ви кажеме што прави една продавница да им удоволи на таквите кои сакаат нивниот подарок да биде навистина единствен. Утре во Newsflash, за сите млади и стари совршен подарок нуди компанија стара 163 години. Цените од 9 до 75.000 долари. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, гледајте не повторно утре, ве чекаме овде со многу повеќе содржини на ова исто место. Пријатна вечер.